Општина Штип почна со подготовките за организирање на настани кои се дел од проектот Обновена Европа. Делегација на Општина Штип пред 3 дена во Бугарија потпиша договор за партнерство со 6 други градови кои заеднички учествуваат во реализацијата на проектот, кој е финансиран преку ИПА програмата на Европската Унија. Ние сме единствената општина која што не е дел од Европската Унија. 6 останати општини и се дел од државите, значи Португалија, Шпанија, Италија, Романија, Полска, Бугарија и Република Македонија. Општина Штип значи беше единствената општина која што партиципира во ваков огромен проект кој што е 150.000 евра. Ќе бидеме домаќини значи во месец јуни, каде што ќе пречекаме сите овие делегации и ќе добиеме секако одредени средства за од овие 150.000 евра, конкретно колку средства секако ќе се наменски ќе се пренасочат за организација и сите активности кои што ќе бидат планирани за конференцијата која што ќе се одржи во општина Штип. Посредбите во бугарските градови Аксаково и Варна веќе следниот состанок ќе се одржи во Штип. Согласно проектот до 2020 година ќе се одржат по 1 до 2 средби во секој од градовите кои што се членови на оваа мрежа, кој што официјално беше именувана како Обединети градови. Значи за време на конференцијата која што ќе се одржи во Штип, должни сме да завршиме 4 задачи, ако така може да се каже. Значи одржување на конференција која што е наменета на тема евроскептицизам, потоа иднината на Европа и уште 2 други теми кои што се оставени на нас како слободна волја на размислување како и на кој начин ќе ги реализираме. Делегациите од општините Португалија, Италија, Полска, Романија, Шпанија и Бугарија ќе престојуваат во Штип на конференцијата, која има за цел да покаже какво е расположението во поглед на европските процеси и евроскептицизмот. Во првиот дел од проектот општина Штип се представи како град кој што не е член на Европската Унија, меѓутоа со презентација, мултимедијална презентација за неговите потенцијали, туристички, стопански и секакви други потенцијали со кои што располагаме. А во вториот дел во една дебатна атмосфера ги представивме нашите видувања и бенефити, евентуално бенефите кои би ги добиле од влегувањето во Европската Унија. Вредноста на проектот е 150.000 евра. Овие средства се поделени меѓу 6 општини кои ќе ги организираат настаните од проектот. Завршува во 2020 година со последната средба во Шпанија. Исто така предвиден е и конкурс за ученици на тема Моја Европа, мој сон, при што учениците ќе пишуваат, цртаат и фотографираат на тема Европска Унија. Конкурсот ќе биде објавен на почетокот на септември.